Турканици и редици во Скопскиот фонд за здравствено осигурување. Овие гужви се од невработените кои дошле да се пререгистрираат, за да можат да се лекуваат годинава или за да добијат електронски здравствени картички. Дојдени од разни делови на градот, луѓето чекаат од раните утрински часови, бидејќи рокот за пререгистрација истекува за 1 месец. Не може да чекам. Не знаат да објаснат што какви документи треба. Требало одлична карта, фотокопија. Требало, не знам што, пријави некој, уплати. И на самиот на шалтерот не знаат да објаснат. Чекавме, ништо не завршивме. Под Сабаль. Од 9:30 часот сега заврши. Граѓаните се револтирани, иако надлежните најавија дека ќе профункционира подрачната служба во Чаир, луѓето од овој регион и околните села се уште доаѓаат тука. Картони за плавите картони сега така за гужва имаше внатре, да, така е. Али полека се празнува, како што од населба од тука сум, од општина Чаир. Не, моментално не. Значи од општина Чаир доаѓаме тука да ги земаме. За изјава за тие работи треба да се доаѓа тука. Па од Сабале, плюс вчера бев, не може да заврши работа, ова е катастрофа нешто. Неозбилно, знаеш, не се трпи, баш внатре е катастрофа. Од Чаир подрачна единица не функционира? Не функционира ништо. Ние сме таму нон-стоп, ама не функционира за овие работи ништо таму. Токму за да се намалат турканиците пред шалтерите, фондот отвори подрачни служби во населбите Ѓорче Петров, Драчево и Чаир. Нова беше во поликлиниката Чаир, каде што се сместени новите простории. Таму наидовме на опремен простор подготвен за да ги прими граѓаните, но очигледно нема кој да ја пресече црвената лента. Оваа подрачна служба на фондот е завршена уште пред 10 дена, но се уште не е пуштена во употреба. Во екот на сезоната, додека трае пререгистрацијата на невработените, граѓаните од овој регион, наместо тука, мора да одат во центар за да ја завршат својата работа. Во Фондот за здравствено осигурување кратко не информираа дека ќе бидеме благовремено известени кога ќе биде пуштена во употреба оваа служба. Додека се чека на тој момент, ќе се создаваат овие непотребни редици на штета на граѓаните, но и на шалтерските работници.